Благодарам. Почитувани граѓани, почитувани медиуми. После молкот на надлежните институции за скандалот во кој што општина Штип доделува милионски тендер на семејната фирма на Бочварски, може да се каже дека борбата против корупцијата во Република Македонија практично и не постои. Џабе министер за борба против корупција, џабе декларативни изјави, џабе флоскули. Надлежните институции сакаат да го забошотат и прикријат случајот кој е школски пример за корупција и злоупотреба на службена должност. Очигледно, само власта не сака тоа да го види. Ова е пример како Зоран Заев работеше во Струмица додека беше градоначалник, истото тоа го пресликал Бочварски во Штип. Од тука сакам јавно да ја повикам антикорупцијската комисија да го истражи овој случај. Доста молчи, доволно е. Тие антикорупционери кои што седат во фотели во институцијата не се само таму за да седат на државен трошок и председателката на антикорупцијската комисија не е таму за да биде платена од народните пари за да ги штити СДСМ и владата, туку треба да иницираат случаи и да работат. Еве им јавно повик да отворат случај, да истражат дали имало било каков судир на интереси. До сега ниту еден случај немаат завршено како што треба до крај. Затоа евидентно е дека ги штитат владата и СДСМ. Почитувани, општина Штип доделува милионски тендер на фирмата Делукс ДОО од Штип во собственост на Владимир и Венцислав Бочварски, чичко и татко на Благој Бочварски, само еден ден откако овој истиот е именуван од градоначалник за министер за транспорт и врски. Целиот тендер се одвивал додека Благој Бочварски, односно тендерската постапка се одвивала додека Благој Бочварски е градоначалник на Штип, а еден ден откако именуван за министер, на 1 септември се објавува неговата семејна фирма како добитник на тендерот. Мислам дека нема потреба ниту да се убедуваат, ниту да се обидуваат да убедат некого дека ова е чиста случајност или чиста професионалност. Не, почитувани, ова е класична злоупотреба на службена должност. Тоа значи дека Бочварски знаел, па дури и имал најверојатно можност да влијае за семејната фирма да добие тендер кој што ќе биде платен од парите на граѓаните. Почитувани, парите на граѓаните се користат за лично богатење на функционерите од власта. Тоа е тој систем за кој што говориме, што го воведе Зоран Заев во Струмица, а како канцер се шири метастазира низ целата држава. Сега, бидејќи вчера Благој Бочварски се заканил на социјалните мрежи дека ќе ме тужи токму мене, најверојатно иритиран што јавноста дозна за какво семејство станува збор во Штипско и како функционира, еве јавно го повикувам да тужи, па на суд да појасни дали неговото семејство земало ваков тендер од ваков милионски тендер од институцијата или не земало. Таму ќе има шанса да докаже. Во спротивно, на ваквите закани од страна на Бочварски, кој што најверојатно има путер на главата бидејќи се обидува да се заканува, нормално никој не ги восприема тие закани, ќе одговорам со многу други тендери кои ги земаат неговите семејни фирми од државните институции и локалните институции во Штип. Па слободно може и за тие да тужи и да се објаснуваме каде сака и кога сака, односно на кој суд сака и каде сака. Така да очекувате во следните денови уште вакви тендери. Благодарам.